Најавените велопатеки во Струмица во рамките на проектот Струмица паметен велоград финансиран од програмата ЕУ за општините почнаа да се градат. Градежна механизација почна да работи на терен на двонасочните асфалтни патеки на делницата од 700 метри од спортската сала Парк до булеварот Ленинова. Велосипедска патека од двете страни на булевар Ленинова во должина од 2,5 километри. Велосипедска патека од двете страни на булевар Маршал Тито во должина од 780 метри. Велосипедска патека од двете страни на булевар Климент Охридски во должина од 3 километри. Велосипедска патека на улица Братство и Единство во должина од 600 метри. Велосипедска патека на улица 24 октомври во должина од 310 метри. Велосипедска патека на Старата чаршија во должина од 700 метри. Велосипедски ленти ќе бидат одбележени на улиците Ѓуросалај, Сандо Масев, Гоце Делчев, Балканска, како и на улиците 4 и 5 во градскиот парк. Градењето на велопатеките ќе чини околу 300.000 евра. Истите ќе бидат со вертикална и хоризонтална сигнализација. Целиот проект Струмица паметен велоград чини 750.000 евра, во чии рамки е предвидено и реализација на други низе активности кои треба да ја подигнат свеста за поголемо користење на велосипедот. Урбаната мобилност со велосипед има огромен потенцијал во Струмица, бидејќи најголем дел од патувањата се на блиски растојанија, а поголем дел од градот е на рамен терен. Велосипедот е транспорт погоден за климата, погоден за здравјето на човекот, погоден за семејниот буџет. Префрлувањето на само еден дел од дневните патувања со автомобил со возење велосипед ќе резултира со намалено загадување на воздухот, намалена бучава, намален сообраќаен метеж и зголемено и подобрено здравје. Проектот Струмица паметен велоград предвидува и набавка на опрема за воспоставување паметен систем за самоизнајмување велосипеди од една до друга дестинација во Струмица.